Добре дојдовте на уште еден подкаст на Биди свој, кој го водиме јас и колегата Ване Трајков. Овој подкаст, колега, мислам дека треба да бидеме малце посериозни. Не гледам причина. Како сум јас малце посериозна и облечена, затоа што гостин го имаме градоначалникот на општина Струмица Костадин Костадинов. Добре дојде во нашиот подкаст. Благодарам за поканата. Не сметам дека треба да се ограничуваме кога јас сум било каде гостинот и јас сум покрај градоначалник, сум најнормален човек како сите и треба сите да се бидеме своји. Биди свој. Може да се види што ти кажа дека нема потреба од таква именување на функции, и буквално кога се договаравме кој е Коста Костадинов кога не е градоначалник. Тоа да откриеме. Така што денеска нема да зборуваме за должностите, за проектите, можем нешто ќе чепнеме, ама така површински повеќе нас не интересира кој е Коста Костадинов, кој што е прв човек на општина Струмица, за кој што струмичани нели гласа. Сите сакаме да зирнеме во приватниот живот на Костадинов. Предпоставам, колешке, ти не многу интересираш. Да, ме интересира. Имам доста прашања, така да овој подкаст ќе си трае. Немој да си прашал колку е часот. Нека трае. Добро е што не сакаш да прашаш. Јас се надам дека за 40 на минути ќе завршиме. Со оглед на обврските како градоначалник. Се шалам. Може првото прашање јас. Слободно, колешке. Јас Сакам да прашам. Тоа е од претходниот подкаст градоначалник. Постојано сака да праша, не знам зошто не прашува. Не знам. Слободно. Мери повели. Сакам да си прашам, како се разви кај вас желбата да станете политичар или какви се вашите почетоци? Тоа беше многу одамна. Дефинитивно дека политичките околности, општествените околности го натеруваат човек да влезе во одредена ситуација или да не влезе. А развивањето на амбицијата и поривот иде следствено со нештата кои што не обкружуваат. Така да мојата младоста на мојата генерација помина во едно поприлично специфично време. И навистина тоа беше една од точките кои што ме мотивираа мене да почнам да се занимавам со политика, со сериозна намера да можат да се променат нештата, да ги мотивираш луѓето околу себе, да ги мотивираш најблиските, постои и подалечните, да мотивираш одредена група на луѓе, па потоа таа група да мотивира други луѓе и така и се случи. И еве ме од 2008 јас сум активно и професионално се занимавам со политика до ден денеш. Мене ме интересира. Сакаш да прашаш? Не. Кога се разбуди таа желба, мислам, кое време беше тоа? Беше студент или средношколец? Дали воопшто ти како ученик по средно образование знаеш, мислам, беше свесен дека еден ден ќе бидеш функционер политички прав човек на градот? Па со самото тоа Кога во беше 8 одделение кога бев на избори Уште од 8 одделение? да бидам избран за председател на генерација, така да уште од тогаш можеби лидерството ме инспирираше да почнам да се занимавам со колективните интереси, што е суштествено важно за некој да се занимава со политика. Во средното образование го завршив во Скопје. Секако дека ме интересираше политиката. Ме интересира општествените процеси, партиципацијата, гушењето во тоа време на политиките кон луѓето. Сето тоа беше еден од мотивите зашто јас сум денеска уште политичар. Сакате да ми кажете дека што од средно образование ти чувствуваше некој политички порив во себе, дека сакаш да бидеш лидер? Јас точно знаев што сакам. Дете за пример. Па си останал свој на своето. Замисли, имавте визија дека ќе станете еден ден градоначалник? Во 2008 на 18 години кога влегов во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, моите дома и не беа баш за влез со политика. Се занимаваа со приватен бизнес. И кабе немој, така да останав поприлично одлучен во моите намери да влезам во политика и да се занимавам со истата. Ама види, Коста, тоа е мноштво две оштрици како млада личност. Влегувате во политика, велите,
Од СДСМ почнавте, а може би вам ви се допаѓа девојка од ВМРО ДПМН. Како тоа го балансиравте тогаш? И денеска не ми смета, имам и другарки, другари кои што многу ги сакам и многу ми се допаѓаат, кои што се политички определени, неопределени, кои што го почитувам и ги сакам до денеска и дружам со нив. Да. Конкретно за девојките те интересира? Да, сигурно за друго. Има симпатија од ВМРО ДПМН? Сум имал. Нормално дека сум имал. Дел од нив ги имам сменато. Во СДСМ. Тоа е мркна. Ги убеди, а? Се шалам, не ми било тоа целта. Да. Тоа е влијание. Како ја балансирате цел тај ангажман кој го имате во текот на денот? Свесни сме дека како градоначелник имате премногу обврски, јас мислам дека и немате вие работно време, вие сте нон-стоп активни. Да, градоначалникот нема дефинирано работно време со закон. Како ги балансирам во однос со што? Во однос со приватниот живот. Имате воопшто приватен живот? Јас сметам дека ако човек си ја сака доволно работата, да нема јасна дистинкција во тоа што значи приватен и што значи јавен живот. Нормално дека кога некој човек се одлучил да се занимава со јавна професија, со политика конкретно или да биде градоначалник на Струмица, факт е дека во многу голем дел од времето одредени ситуации чепнуваат по приватноста. Порано можеби малку ми сметаше. И тоа не е проблем за мене како личност, како индивидуа. Костадин Костадинов не му смета да некој се занимава со неговата личност и со неговиот приватен живот. Можеби на луѓето околу мене повеќе им смета чепнување по приватноста, интимата. Да, сакаш да кажеш дека сега ако те прашаме малку повеќе дека Гордана ќе ти се налути? Нема да ми се налути Гордана. Не, Гордана не, ама нас бидејќи ќе прашаме. Нема. Гордана е совршен партнер кој што има разбирање за се, така да. Извини колешки. Тоа е многу важно. Да прашам јас. Тоа е многу важно. Ме интересира дали на пример во не мора секој ден, ама дали знаеш да седнеш некаде во некој кафич, ресторан, на кафе, приватно, така да се опушташ. Се случува тоа? Нормално дека ми се случува, јас сакам колку и да имам обврски и работам, навистина имам поприлично доста обврски во текот на еден ден. Еве и да работам 12 часа, јас знам да се договорам со другарите и да седнам во кафич да пијам пијачка. И тоа апелирам секој да го прави. Тоа е суштината на животот. Јас имам време и за другарите, и за семејството, и за подалечните пријатели, и за школските од средно, и за колегите од факултет, и за поранешните колеги пратеници. Да, наоѓам време и тоа време го имам. Дури ако некогаш треба да се спои одредена потреба да се појавам на некој настан кој што мислам дека ќе биде интересен за семејството или за другарите, ги поканувам и дружбата ја остваруваме и на. Ама еден тој близок били не е исто, бидејќи доаѓа вика на средбите, ама постојано на телефон. Да, знам да бидам на телефонот и сметам дека секој заслужува одговор. И тоа е мој проблем. Сакам да одговарам на сите пораки, јас сите можни ситуации ги користам да се извинам за оние кои што не успевам некогаш да им одговорам, еве сега сум кај вас гостин, и може да стаса некоја порака и да не успеам да ја одговорам, после да стигнат уште и наоѓаш, еве да пиеш водеш со другарите и таму одговараш на потреби на граѓаните. Пораките. Да. Па добро, тоа дека јас да сум еден од твоите другари пријатели, ќе кажам, па добро, Кости, свини, дојден си со нас да се напиеме по една, не да одговараш повторно служба. Добро, тоа пример, ако седиме, еве да кажеме, од 9 саат вечер до 11-12, тоа може пола саат да се случува, да одговарам на пораки. Нормално дека кога сум со другарите, сакам моето време да го поминам со нив, и тоа е со другарите, со семејството, со блиските, тоа ми е едно од најубавите моменти кои што ги поминам. И тоа го користам и го правам. Од тоа дека немаме време, па не се гледам ретко, да се гледам поретко, нормално. Ама дека не можам да најдам време, тоа е апсолутно неточно и секој кој што ги каже дека не може да најде време за другарите и дека тоа е невозможно, тогаш има некаков. Вистински не сака да се посвети на семејството и на другарите, значи за се има време. Иако и како градоначалник има време за Добро, тоа е сепак карактерна особина и ако се сака, се може и ќе се обезбеди време. Факт е дека вашата професија е стресна.
изложени сте на критики, притисоци, те од политика, те од граѓани и така натаму. Како успевате сето тоа да го пребродите? Знаете, јас некој денес како постојано ме критикува и имам некој притисок, сигурно вечерта нема да ми биде многу убава. Како е кај вас? Навистина критиките ги доживам како многу природна појава, како и по фалбите. И ако успееме како луѓе да ја прифатиме критиката за некакво искрена промена на подобро, дали во работата, дали во себе, оти верувам дека луѓето треба да се променуваат за да бидат подобри луѓе и сите ние сме менливи како луѓе генерално, тоа не ми смета. Да, имало кој што сигурно те извадиле од колосек. Па нема конкретно критика која што може да ме извади од колосек, не постои, ама ако е тенденциозно нешто кое што има намера да навреди мојата личност, тогаш навистина не ги перцепирам лично да ме повреда. Тука се наведува прашање. Знаете, тоа секогаш е дадам споредбата со растенијето. За едно растение да расте потребно е и дожд, потребно е и сонце. Така треба да ги перцепираме и по фалбите и критиките. Може и ветер да задува. Па и ветерот, да. Па и тоа му година цвеќето да малце да се И ветрот. Знаете, се зависи кој ветер ќе дуне, ако дуне има тенденциозни работи. За среќа се многу во помал обем и во помал број, кои што немаат намера да подобрат нешто на подобро. Исклучува се, не знам, некаква навреда може да се случи во зависност од ситуацијата, но навистина не го перцепирам тоа. И ги разбирам граѓаните. Види градоначелник, вие сте татко на сите струмичани, навистина имаат огромни потреби струмичани, навистина можеби вие сте планирали и сакали да го реализирате, сега зборуваме како градоначелник, ама не сте успеале од XX причини, а веќе сте го ветили. Знаете, струмичанецот ќе ти каже, ама градоначелниче, ми го ветивте тоа или ми го ветивте. Тогаш со право. Така не би ве удира тоа и вака нервоза, внатрешна. Не, напротив, правам се. За нештата кои што ги имам ветено да ги реализирам. И тоа ме следи во мојот мандат и генерално во мојата политичка кариера, заради тоа што се имам одлучено како политичар, мојата политичка кариера секогаш да биде на избрани позиции кои што легитимитетот го црпам директно на непосредни избори, не битно дали се парламентарни или локални, затоа што во минатото сум бил во македонскиот парламент во 2 мандати, сега и градоначелник, претходно и советник. Така да сметам дека дури кога ја концепираме нашата предизборна програма, треба да биде многу позиционирана на реални основи, нешта, се извинувам, кои што во текот на мандатот може да бидат реализирани. Околностите се менуваат, далеко од тоа дека не се менуваат, но тенденцијата за реализација апсолутно е водилката во текот на целиот мандат. И за тоа Струмица сега има и велосипедска патека, има и памтрака, има и социјална населба која што се гради, имаме и канализации низ населените места. Ова е веќе градоначелничкото, и морам да кажам. скейт парк кој што вчера го пуштивме во употреба. Туку да те прашам. Да. Дозволи јас да прашам нешто, се замолбетив. Која е поудобна, пратеничката или градоначелничката фотелја? Нема зона на комфорт во избрана позиција. Не постои такво нешто. Која е потешка или полесна, истото не можам да го кажам, оти навистина бев активен. Нема удобност кога знаеш дека на денот на изборите 15-16 илјади граѓани во недела, кога е време за ручек, излегле од дома за да го заокружат твоето име. Тука нема удобност, тука има огромна доза на одговорност и посветеност која што им ја должиме на граѓаните. Ова се вика политичар. Ова се вика политичар. Јас малце да се вратам, ме интересираат некои карактерни особини. Ве гледам како градоначелник на изјави, вие сте постојано смирен, не сум ве видела во друго светло, како да кажем. Што може да ве изнервира? Или да ве извади од колосек? Да вистина ме интересира. Тоа не сум ве видела во така. Незгодно новинарско прашање или... Добро ми оди, добро ми оди. Што може да ве изнервира? Непринципијалноста можеби, до сега ме нема извадено конкретно од колосек. Неискреноста. Ама навистина не може да ме извади од колосек.
пат. Јас добро го знам патот кој што го одам и целта која што сакам да ја постигнам. Можеби заради тоа ме нема најголем дел од луѓето, освен домашните, ме немаат видено нервозен. Дома може да се изнервирам, како и секој. И каков е Коста кога е нервозен? Пак е добро. Не, сигурно Пак има добро. нешто, Има нешто нешто, што се добро. случува. Има нешто. Нешто треска некоја врата, нешто. А, не, Си, тоа не. не, Тоа не. сигурно не Сигурно. градоначалник Не дека чита нервозен книга. сте, па земеле книгата, ај ќе читаме сега. Не, сигурно. Можно не е. тоа. Јас А? сум тој карактер. Ако јас имам проблем или нешто, јас читам книга и ме знаат по дома. Треба да не убедиш. Чим Не. бери чита книга. Немој да се Да зачита знам да се некој подкаст изнервирам, ама книга. може да се тргнам на негде, да не говорам. Добро. Да. Ето. Па може би имаш и знаеме дека има, но ајде пак да си прашаме, нели јас се сакам да си прашувам начини како да се отргнеш од таа негативна енергија. Хоби, знаеме дека има интересно хоби градоначалникот. Скоро беше на една турнеја низ Европа со моторите и цело друштво, тоа Моторџија. Моторџија. Дали е хоби, начин на живот, имавме ние моторџи гости во подкастот како начин на живот. Ја гледав таа емисија со моторџиите и навистина секој респект заради тоа што мотокултурата во градот ни е особено важна. Оти на тој начин превенираме многу несакани појави други. Кога е моторџијата во некаква организација, тогаш се внимава на заштитната опрема, се внимава на начинот како се вози, немаме такви испади како што знаеме од одредени поединци да видиме, така да секоја чест за сите наши мотоклубови кои што ја развиваат и тоа е на поприлично високо ниво мотокултурата во Струмица. Па добро, јас ќе очекувам нешто повеќе, ака со моториве колешката нешто спомна, турнеја, каде со моторите. Јас сум човек кој што има како го доживува многу специфични предизвици во животот и цели кои што си ги поставувам, некогаш и Например? доста захтевни. Например, ова година сакавме со таа екипа со која што возиме во 10 дена да поминеме низ Европа, низ најпознатите европски пасови по Алпите, по Доломитите, 6500 километри и тоа го постигнавме. Тоа ми беше и годишниот одмор, но тоа ми беше и навистина вентил, да кажеме, кога можам јас да се посветам, оти тука го вежбаш и фокусот и трпението и се на мотор 10 на ден. И Моторот сам се вози. Тоа е моето Мислам, хоби, да мораш сам да го возиш моторот, сам беше се или во зависи од дует? тебе. Со Горданов. Гледаш моторџија вистински, а претходните моторџи не ги зима жените и партнерките со нив. Тоа беше дискусија претходно. Ќе ти дојдат повторно на подкаст. Само ако послушнат ова, ќе ти дојдат повторно. Колега повеќе. Освен овој предизвик, љубовта кон моторџиството, или дали со моторите некака повише вака сакаш долги дестинации или пак планински, не знам, вака опиши ни. Ване зависи. Јас еднаш во годината користам одмор нормално и тој одмор го користам за реализација на моите цели кои што се ги имам поставено, конкретно ова со моторот кој што го спомнав во претходно. А генерално знам да искористам викенд и сум кампер. Имам една друга екипа на страна од таа моторџиската со која што со шатори се поставуваме Беласица, Огражден и кампуваме и тоа е едно незаборавно искуство, споделување на заедничко време во кое што јас како човек уживам со таа група на луѓе која што за среќа се зголемува. Денеска еден граѓанин ми напиша дека има уште еден клуб веќе формирано, кој што ја сакаат природата и ги сакаат планините и веќе во вторник треба, наредна недела треба да се видиме за намерите кои што тие ги имаат да ги реализираат како кампинг клуб. Тоа не го знаев дека Сакаш да ми кажеш дека планина е. градоначалник по функција кампува во шатор? Да. Тоа многу често на планина, да. Го знаеше тоа? Wild кемпингот е нешто на кое што треба да ставиме фокус, алтернативниот туризам генерално во Струмица, мислам дека има и како силен и голем потенцијал и да градоначалникот на Струмица знае многу често во текот на годината да си постави шатор на Огражден, на Беласица, на други места и со пријатели да уживат. Или таа. Што се тај случува? Камперски дух, објасни ми го малку како е. Да, подигнате шаторите,
Подигнати шеторите, огнот запален нормално, контролиран со камења, Добро, тоа во ред. спремен теренот, И не оставаме никакво ѓубре позади нас, се е прибрано, се е... тама За работа тоа по изчистено. вашата Сигурни. функција да оставите ѓубре тама Не е битна работа. функцијата, битна е одговорноста која што сите ја имаме како граѓани. Да, се согласувам со Така тоа, да. ама ако видиме ѓубре, па тек како да Да, кажам, апсолутно, тогаш како разбрав. пример, нели? И И има тука музика, си седиме, се муабетиме на најразлични теми, си правиме муабет. На крајот на денот си легнуваме во шатот. добро. Потоа, дали ке сме ден или два, се прибираме, се пакуваме и Ова се враќаме дома. Да, И да, ова зна, со зна, песниве, да, нешто дали што- зна да запее градоначалникот Дали нешто? знае да запее? Не пеам многу често. Не пеам. Не, Ама знаеш да запееш. Знам да запеам, слушам кај шумат шумите, да песната што Добро. Костадин војводата, таа ми е умилена и Ао, ја пуштам. Која? Слушам кај шумат шумите. за Костадин војводата. Да, таа ми е умилена и си ја пуштам многу често. Не сме го слушнали, се надевам дека И ќе имаме останатите тие некој пеат? Сите си уживаме у песните, има после за некој Илија, па што треба да не пеем. Костадин војводата. Добро, други песни освен ова. Така. Слушам дека си бил повише по техно, некако. Ама Сакам добро, електронска музика. Електронска музика, да. Интересно е и тоа дека факултетот јас за испити кога се спремав кога го учев, слушав Рамштайн. Така да една од поомилените групи кои што многу често ги слушам и се Рамштайн. Како може да се учи со Така, тоа? учиш и слушаш музика. И слушам музика. И не било да. каква музика. А знам и кога работам да се пуштам некојаш Рамштайн. Така да Пиши ми ја во порака за да запамнам. Ќе ти ја Страшно, пуштам. страшна е, страшна е, јас си Ти кажам. имаш слушано? Да, да. И А, Добра музика. Да, тежок како метал нешто, метал. тешка музика, да. Не, како беше овој твојот Синан Сакич, не, како беше? Немој да мешаш Синан Сакич со Мирослав Илич. Мирослав Илич, Јас не. знам да запеам од Мирослав Илич. Имам една молба, градоначалник. Следна прилика, Да запееме со вами. не да запееш. Следна прилика, Мирослав Илич некаде да се градоначалник? најде Зашто опција да градоначалник? гостува, дали концерт, нешто Ама да што се има, најде. што Па да има? фатиме малце врски. Абе нема потреба. Сака, Што треба Мирослав, градоначалник, тој е за себе, Нема, да, нема. Па не сум од таа општина, колешке на крај крајева, не сум од таа општина. Ајде Така. ќе се јаваме во Ангел. Мирослав Илич да дојде некаде. Добро, не, јас си го, тоа е моја. Ма јас го Избор слушам и на- Мирослав Илич, не, против, јас Па слушам замисли некој секаква да музика. запее божанствена жена. Чудо. Ќе се заљубам пак, повторно. Места во градот кои што ги препорачува првиот човек на Струмица за посета. Светите 15 евреополски свештеномаченици, комплексот на цркви, дефинитивно символ на Струмица. Не случајно и ден на градот не е 11 декември. Денот на Светите 15, така да апсолутно препорачувам да се посети како место. Царевите кули, секако дека ги препорачувам. Континуитетот на постојањето на Струмица повеќе од 7.000 години, место како археолошко кое што треба да го видат сите струмичани, нормално дека манастирот во Водоча посветен на светиот Леонти, исто комплекс на цркви и манастир, кој што треба да го видиме, што всушност представува нешто што е идентитет. И гробот на Струма во Баница, кој што треба да се посетат, да се видат, и на тој начин на луѓето им станува јасно кај се. Која е тежината на Струмица. Тоа е тежината на Струмица. Тоа е локалниот, но тоа е и национален идентитет. И нормално како настани кои што треба да се посетат, на прво место е Струмичкиот карнавал, но како места се тие, Да. кои што се неколку се. Има многу што да се Одлично Да, да. рече, Имаме јас габовски помислив водопади, како место имаме се. вака капулиња да ни кажете. Аха, Да пуштиме умилено. некоја фактура од биди свој да ги изрекламирате ја ние од овде. Општината не смее да пушта фактури за Не, не вие, биди свој да пушти фактура, па ако каже огреда Се тие ресторан. во тие пари, бре, колега. Ајде овој подкаст да не спомнуваме пари. Струмица да е град кој што има навистина развиено угостителство. Имаме и алтернативни места кои што треба да се посетат, имаме и многу добри ресторани. Јас не знам Струмица дали има лош ресторан или кафана. Буквално сите се фантастични, феноменални. И не постои место, и тоа е интересно, не постои локал во Струмица кој што градоначалникот го нема посетено. Епа
тоа да те прашав, ако имаш омилено или Немам, сите ги посетувам. Сегде. И влегува градоначалникот во XY кафоле или ресторан. И си се поздравил како нормален човек, си се гушка со сите, си седнува, се пие кафе, се пие ракија, ако му се пие ракија, винце, те пивце. замараат на маса, со Нема прашања, јас не. со те молам ова, те молам она, Не сум човек некако... кој што е оптоварен со тоа дека некој ќе дојде на маса да го праша било што и тоа да го перцепирам како замарење, не. Напротив, тоа ми е уживање. Па ќе се прошири екипата. Така. Омилена пијачка. Омилена пијачка зависи од Расположение. и од расположение И од музиката. и од годишното време са. Зимно време знам ракија да се напијам. Летно време джинче со газирана вода го мешам. Обично джин тоник пијат сите, јас со газирана вода. Ми е тоа не сме поубаво. го пробали. Знам и црвено вино зимно време да се напијам. А кога се пие косади во водата, што пиете? Па зависи од годишното време. Па летно време кампинг се Таа пее песна се косадин пее, во таа водата песна и се пее со се. Така да и со ракија и со вино, оди. Добро. Не знам дали си пробала. Еве, Па, ќе повикувам пробам, да ќе седнеме пробам. некој. Да се вратиме малце пак на професионалното. Имате ли некоја личност или некој лик кој ве води во животот или на кој се, како да кажам, се огледувате на него во Сака да каже идол. политичар? Ајде, идол. Па Идол. така. Добро, ајде. Како да. Идол на мојот живот, во секоја смисла на моето постоење и ден денеска, и ако го немам меѓу мене, е татко ми. Концепцијата на живење, која што имам учено од него, нормално, е негова и верувам дека секое дете, кога идолизира како би постапал во животот, гледа идол Во својот родител. Така да, Вака, добро, тоа се согласувам, а од политиката честопат ги кажат дека Костадин Костадинов, односно Зоран Заев му беше идол на Костадин Костадинов. да, мој политички ментор и човек кој што учев од политички аспект во политиката е Зоран Заев. Е нешто на кое што сум поприлично горд. Оти навистина имаше процеси кои што се одвиваа во државата, за кој што покажа дека прво треба многу храброст, треба многу трпение и силна одлучност заради заедничко добро на граѓаните. Така да, дефинитивно, како ментор политички, Значи многу учеше од него. дефинитивно. Добро. Ајде не кажем идолот по нежниот пол. Повели Полешки. Ќе прашаш или Не. Тука ќе си застанам јас на крајот, имам 3 прашања. Знам дека спомна на почетокот дека прво се биле против семејството, да се пушташ во тие политички води, но каква е сега поддршката од Максимално. фамилијата? Да. Ако не е поддршката од семејството и разбирањето и целото трпение, оти кажав и пред некое време, притисокот врз градоначалникот, врз мене или врз Коста Костадинов како политичар е една работа. И јас прво сум спремен, прво тоа сакам да го правам. Второ, имам и обврска да го поднесам и да го чувствувам притисокот. Но луѓето околу мене, а веројатно и околу сите мои колеги, небитно партија кои што се занимаваат со политика, е истиот. Блиските луѓе во принцип чувствуваат голем дел од притисокот. И ако тие луѓе не ти ја дават потребната поддршка, тогаш нема да можеш долго да се занимаваш со Ако немаш со таа разбирање од нив, и ако не- разбирање, да. толеранција, трпение за сите работи. Нема да може човек да се занимава со политика, конкретно зборам за политиката, Да. веројатно и во други професии така. Но поддршката која што јас ја добивам од мојата фамилија е неприкосновена и Вака, јас сум благодарен на сите. разговараш со нив едноставно некогаш, нели, знам дека вообичаено ваквите одлуки кои што треба се донесат на локално или централно ниво можеби ќе биде и со политичко, но дали разговараш со семејството за одредени Пред секоја одлука Во која што ја носам во мојата политичка кариера, разговарам со мојата фамилија. И за секоја идна ќе разговарам со мојата фамилија. Свесен
за предизвиците со кои што би се соочувал, а свесен и за предизвиците со кои што тие би се соочувале како моја фамилија. И за било каква одлука еве на локално ниво, еве треба да се инкорпорира или пак го имаш размислување во предизборна програма или пак вака. Во однос на секојдневното функционирање како политичар. Да. Во Дали одредено се мера консултираш? Па знам за да одредени... се консултирам, знам да отворам прашање, знам да отворам дебата, како што знам во кругот на фамилијата, знам и во кругот на другарите, знам и во и сега може да отвориме некаква дебата, па да приберам јас некоја искуство. Информација, да. Не информација конкретно, искуство, размислување. Размислување, видување, ставови. Навистина сум и практикувам до ден денес. Отварањето на такви дебати во различни целни групи, во различни кругови, навистина може да го подобри решението кое што јас утре како градоначалник треба да го предложам пред совет, пред граѓани. Помагаат тие работи. И го практикувам. Не за сите одлуки да се консултирам, но отварам тема на разговор и во голема мера и ми помагаат. Да. Кога го спомнуваш семејството, и секако дека и пред малку рече дека толку можеби дали искуството си го прави веќе своето, толку не допира до тебе некои негативни коментари од толку семејството. Знаеш ли пак ти да бидеш балансер или пак утешител во такви ситуации и бидејќи можеби ти нема да го почувстваш, но семејството тоа и можеби да дојде до солзи од тој аспект. Да. Знаете ли да разговарате во тој момент кога твоите или мајка тебе на пример ја доболи одредена информација, а вие како тогаш се дали сте се покаале дека што ми требаше Треба и мајка ми да ја викнете убеди. Не, од тој аспект. Да. Многу убаво прашање и на место, да. Сметам дека ја имам обврската кога дека сум на позициите кои што ги носам, имам тој легитимитет, и имам и должноста кон моето семејство и поширока фамилија да за одредени процеси објаснам, укажам, разговараме за да истите бидат да се почувствуваат порелаксирано, да, се случува тоа. Некогаш тогаш си се покал кога гледаш дека семејството не им е баш многу згодно, кога вака се на удар, да кажеш што ми требаше коки да бидам градоначалник или пак политичар? Се немам дилеми во животот дека професијата на мојот живот е политиката. Не сум имал таква дилема или некаков процес кој што на моменти да кажеш што ми требаше таа работа. Чеки. После овој мандат, значи ли тоа дека повторно ќе... Апсолутно не. Не значи ништо. Не значи ништо, има многу време до крајот. Вели, останувате во политиката, значи ли тоа дека ќе бидете градоначалник, ќе се кандидирате, дека ќе се кандидирате за пратеник, секој граѓанин е политичко битие, така да секој човек е политичко битие и политиката е особено важна во секојдневието на секој човек, независно од територијата во која што припаѓа. Не значи ништото, туку апсолутно дека мојата професија и професијата на мојот живот е политика. Ако овој период е сега септември или август-септември, по време на локалните избори, следните локални избори, кој ќе биде вашиот одговор? Во однос на што? Дали ќе се кандидирате за градоначалник? Не оваа година, после кога завршува вашиот мандат. Што би било кога би било? Можеби не, можеби да, можеби ми треба уште време да размислам. Имам уште еден подкаст, колега, до тогаш. Има уште време, да. Има уште време, ајде. Ми го расипа прашањето, сакав да прашам. Прашај си ти. Сакам јас, знаеш дека сакам да се прашувам. Ти се сакаш да прашуваш, ајде. Да, ама градоначалникот ни потврди на повеќе наврати дека ужива во тоа што е политичар. Јас сакав да прашам дали, ако не е политичар, има некоја друга со која друга професија би се занимавал? Со која би сакал да се занимаваш? Ако ме прашате како дете, сум сакал да бидам пилот. Ама сега веќе не можам да, мислам не размислам да бидам пилот. Сега си моторџија. Сега си моторџија. Сега сум политичар, а хоби ми е моторот. Не сум размислувал и навистина не гледам успешен политичар кој што ја гледа политиката исклучиво како хоби. Јас немам друга професија. Мојата професија, мојата определба е политика. И со тоа се занимавам
професионално. И кога на некој лекар ќе прашаш, а што би бил кога не би бил лекар, веројатно е дека одговорот ќе ви го даде што размислувал да биде кога бил дете. Да. А дали некојаш ќе престане да се занимава со тоа, веројатно одговорот ќе биде не. Значи, ако не сте политичар, пак ќе бидете политичар. Јас сум политичар. И ќе биде политичар. И ќе биде политичар. Нема друга опција, колега. Ниту да го прашаш дали си има покаено за тоа, ќе каже не. Нема друга опција. Значи, Дали има работа и што се каја, било кој, не, јас во ниту еден момент. Да. Ама ајде, Прво. Не мора да биде во однос на како си политиката пишува или таму? професионално. Биди свој, значи Биди тој свој, си јас, одлучил да, веќе така и е. толку и нема Па отстапки. сигурно има нешто за што сте кае во животот, ама ако сака да ни каже, ако не форсираме ништо. Кајање нема во животот, секоја одлука е Женски прашање. секоја одлука ја имам донесена многу разумно, со целата моја свест, совест и знаење. И не сметам дека било кој човек треба за било што во животот да се кае, дури и за тоа што мисли дека е погрешно. Но, луѓето треба да сватат дека нормално е да се греши. Ако грешките ги сватиме како нормална работа во текот на животот, тогаш нема да има каење. Така да не се каам. Ако сум грешил, сум ги направил грешките, тоа се мои грешки и тоа е причина зашто јас утре да бидам променет. А да се каам за во минатото дали нешто ја направено, апсолутно не. Да учиме од своите, навистина сум либерален во тој дел. Учам од своите грешки, учам од тугите грешки. Има некои луѓе викат, абе не учи од своите, да не ги правиш своите, или учи само од тугите. Не. Нема јасна дефиниција за тоа дека мора да учиме од тугите или мора да учиме од своите грешки. Секој ден грешиме. Секој човек греши, секој дневно греши. Секој човек се менува секој ден. И тоа е убавината на животот и смислата на животот на крајот на денот. А каење, ако ме прашувате мене лично, апсолутно не. Апсолутно Ништо во животот досега не си се за покаја. ништо не сум се покајал. Дури и за тоа што знам дека се мои грешки. Но не сум се покајал, туку сум ги сменил работите, сум се променил себе. За да не ги повторам. А дали сум правил грешки? Апсолутно да. Секој ден греши. Која е грешка што се направи? Па не е една, да. Или интересна случка некоја. Како интересна случка се? Не ми текнало. Или некоја Пример, што? Па еве јас на пример на своевремено како дете сум ја запалил Има- куката. Ја тоа. Не сум Не е запалил. грешка. Не сум запалил. Грешки. Грешки. Не, само да не бидат политички, мислам. Не, да, да. зборуваме општо Пример, за бевме цивери животот, собрани да. во уште 4-та година средно. И сега што да му купиме на овој другарот кој што славеше роден ден, викам ајде куче. Грешка е што купивме кучето и другарот не сакаше куче и на крајот мораше еден друг да го чува. Тоа е грешка. Грешка покупна. Тоа е грешка. Кучето си беше вдомено, згрижено, чувано, ама не заврши кај тој што требаше. Такви грешки има. Други грешки, која сме? Студентски грешки, нешто. студентски, кога? Нормално е тоа. Да, апсолутно. Па кога бил млад, мислам и се уште си млад, па љубовџија, па грешки таму лево, десно и така натаму, кога ги спомнав ја подароците. Знаеш да подаруваш и колку често тоа го правиш кон понежниот пол? Само кон понежниот? Јас сакам да подарувам. Па секој ден. добро, Убаво е тоа. да тргнеме од понежниот пол. Да, сакам да подарувам и уживам кога давам подарок. И уживам во радоста на другиот. И мислам дека тоа ни фали генерално као луѓе на сите. Да се радуваме и на успехот на другиот, на радоста на другиот. И тоа е потребно да постои. Ако не како жени, сакам да посебно, подарувам, да. Посебно секој се ден. радувам. Сакам и да ми подаруваат, нормално дека сакам. Кога ми е роден ден, кога имам подароци, јас сум среќен човек. Кога ми е запишеме имен која ден, дата е. кога ми носат подароци, уживам во Па кој не подароците, ужива? како секој нормален човек. Да. На која дата да запишеме таму да ти пуштаме? 22 март ми е роден ден, 3 јуни ми Не. е имен ден. Ау, па да. Па и за имен ден И за пропусти имен ден не е бара. проблем. Да, па скоро беше. Свети Костадин 22 март Елена. ме интересираше хороскоп. Што си во хороскоп? Овен 22 сум март. во хороскоп, во подзнак сум лав. Опа. Како би ги се опишал разграм овие, ама. градоначалникот во 3 збора во однос на карактерните особини? Трпелив,
одлучен и храбар. Апропо на тоа, 3 лоши карактеристики кои што ги поседува градоначалникот? Лоши. Да. Попустлив на моменти. Мгм. Сега, тоа се лично од А, мене лично за себе. за себе лоши, како да кажам. Многу е тешко Многу е да си тешко, кажеш да. за себе нешто лошо Многу е особина. Еве, на пример, да. лоши карактеристики кај мене сум многу тврдоглав, многу сум емотивен. Многу и Ти е мотивен. и стално Ти е сум, мотивен. стално сум на време некаде. Стално сум пред време кога треба да се отиде некаде. И почнав да сваќам дека тоа знае да биде злоупотребено од остатокот и тоа Да. сам себе си го замерувам. Тоа се 2 И третата лоша карактеристика. Тврдоглав си. и тврдоглав сум. Па овен, Па не си па кажа. овен колега. И За тврдо. тоа Овен. прашав. Ние струмичани кажуваме коч. И Па така тврдоглав сум, да. полагам. Да. Па не може човек ако не биде тврдоглав упорен. Да успее, да. Ма добро, некој што Важна тврдоглава се карактеристика. сметат како некоја негативна. Па А, е негативно. упорност, Не е некако. негативно, но може би заради искуството, заради околностите и тоа со текот на времето се менеджира. Има некој каже, но бре, Коста, колку си тврдоглав. Многу. Значи, ова е тие навистина. Држи вода. Држи вода. Ова како негативна карактеристика. Имаш Ама уште... се менува. Па добро, рече дека ти се менуваш, Да, дека но- собствените грешки од грешките на другите некако... Гледам да балансирам. Да направиш баланс. Јас знам, сам во себе си знам колку ми е тешко, ама гледам да избалансирам ако И можеме сум да ја одлучил прашаме. за Но нешто. од друга да страна, пробам. пак тоа сакам да кажам, но од друга страна, ако не е упорноста и тврдоглавоста, нема да биде толку успешен како што е сега во моментот градоначалникот. Ова е веќе, чекај сега малку, ова не го ставаме на вага, може би некој Па- да ќе каже дека не е толку успешен, немој толку не форсира дека е успешен. Има За време да се мене- покаже за на мене крајот. дозволи да си Тоа е кажам мој перцепцијата став. лична за секој Перцепција човек. лична, Така да. И сите проекти кои се сработени, знаеме дека има негативни и позитивни критики, меѓутоа градоначалникот си го тера тоа што го има замислено и тоа е упорноста и некош упорноста се исплати. Тоа Јас сакам да ја го кажам, знам- моја перцепција не значи дека Многу важно е да знаеме што сакаме да сработиме и да го знаеме патот. И ако тргнеме некаде по одреден пат, кој што ние сами во себе веруваме дека е исправен, може да има пречки по тој пат. Ма јас знам кај сакам да стасам. Така да тоа ме води, тоа е поривот кој што го имам во себе и нешто кое што ден денеска еве од 2008 до сега ме води низ мојата политичка кариера. тоа нека биде и една порака до младите, затоа што ние како Ги охрабрувам. да. Ги охрабрувам, Ери многу убава тема отвори. Ги охрабрувам младите да бидат одлучни. Да веруваат во себе, оти имаме сериозни капацитети на Да. девојчиња и момчиња кои што некои од нив сакаат со музика да се занимаваат, некои со друга уметност, некои сакаат политичари да станат, само да веруваат во себе и да не отстапуваат од целта која што се имаат одредена. Јас себе си се сметам за успешен човек. Зошто? Заради тоа што сум целите кои што си ги имам зададено ги имам постигнато во мојот живот. Може би некому тоа не е успех, за некој. Тоа е легитимно право. Да. Зборите за приватниот живот, така. За приватниот Како живот. личност, и за- како исполнета личност. Како личност која што Да, се чувствува така, исполнета со тоа што го Па споделува добро, секојдневието на со станичани. 31 и 33. А не, И јас не, остаревам. не, 20 и колку станавте ведек? На 26 станав вршител на должноста градоначалник на Струмица, а А, со на- тоа најмлад градоначалник во Европа, 10 во светот. Да. Е, Како е, беше чувството на секој 26 години бидеш Прв пат. градоначалник? Знам дека тогаш Почувствував мораше да седнеш во градоначалничката фотелја Почувствував и една таква тежина прво. Да, прво млад човек на имаше 26 проспиена таа години. ног или беше однапред пред се Тоа знае? е единствената ног која немам спиена во животот. До толку ми беше огромно чувството на одговорност према градот и према граѓаните. Немав спиено. 26 години? Да, и замисли како Така. како те гледа преценели вработените Тоа беше во посебен општината, предизвик да се убедат повозрастните дека Да ти јас веруваат. можам да менаџирам со сите предизвици.
Тоа беше на почетокот нормално. Значи тогаш е било навистина добро што си прифатил да бидеш кандидат за градоначелник, па да победиш, а? Дефинитивно. И да се вратиш од пратеничките групи, од пратеничките клуби. Парламентарното искуство е нешто кое што е особено важно за политичката кариера. Таму се други околностите, други се врските, други се задачите, има повеќе читање, има многу повеќе дебата во однос на локалната самоуправа, но е искуство кое што ама треба мислам да дека се тука доживее. е лична одговорност. И тоа е највисоката функција која што може да се постигне во една парламентарна држава. Да бидеш член на парламентот. Не, а мислиш дека одговорноста на државно ниво, односно како пратеник е поголема отколку како градоначелник? Јас сметам дека градоначалникот е по Хиерархиската поставеност. Добро. Во парламентаризмот е ама одговорноста пред граѓаните. Одговорноста е Таму некако колективна, ама тука мислам Јас би дека рекол дека одговорноста е споделена. Нема помалку одговорност пратеникот и нема повеќе или помалку одговорност градоначалникот. Тука е подинамична работата. Тука се поопипливи работите. Има Тука се непосредна закон. комуникација и со граѓаните. Рефлексијата на градоначалникот бидејќи вие ги носите одлуките на некој начин, отколку еве парламентарното мнозинство или не. Рефлексијата од работата во парламентот се осеќа после некое време. Да. Рефлексијата од одлуките кои што ги носам како градоначалник се чувствуваат утре. И тука има многу разлики. Еве кога би требало наративно да објаснам кои се разлики, тоа се отприлика разликите. Се јавува граѓанин за одреден проблем кој што го има, респонзијата треба да биде веднаш. Да. Или треба да биде во 3 дена, или во една недела, во Притисокот зависност е од поголем проблемот. кога си градоначалник, непосредна Да, комуникација со граѓаните. Но тука повторно сакам да потенцирам. Одговорноста и притисокот кој што го споделуваат сите парламентарци е исто така голем. Доколку се навистина политичари и парламентарци. Доколку си ја сакаат работа. Доколку си ја сакаат и доколку ја чувствуваат пратеничката одговорност како легитимитет превземен директно од граѓаните. Така да има притисоки таму, но тука, ајде да кажем, почувствително е. Многу почувствително е како градоначалник. Колешки е времето на градоначалникот веќе Знаев полека дека ќе ме тече. спречиш. Не, имаш ли прашање уште? Јас за да ги Мислам поставам дека, оние неколку прашања што мене лично ме интересираат. Имаш кратки некои Да, прашања? омилена храна? Бобарник. Тоа е фасоли што ќе ти остане го правиш тавче гравче. Тавче гравче размешано со ориз е бобарник. Добро. И мислам ти во Струмица го има само. Бубарник, да. Да. Полнати пиперки исто. Сакам баш сноштиво. Чија храна на многу сакаш? На мајка Гордана знае да готви? знае. И кога официјално, ако еден ваш колега скокна во тавче гравче, пошто сега збор за бобарник, кога градоначалникот официјално ќе стапи во брак? Да го изедеме бобарникот. Добра. Ова мислам дека многу ме Струмичани ги интересира, кога градоначалникот на Струмице ќе се жени. Тоа сега мое право. Па добро, ама си ваше е право, далеко тоа, ама сепак прилика некако да знаеме, јавноста да сака да знае. очекуваме. Јавноста сака да знае. Се уште Сигурно ќе биде еден ден. ќе биде информирана. На време, како вас, медиумите, до граѓаните. Ќе информираме сигурно. директно. Да. Ќе биде интересно, да. Во секој случај, не, ова вака Почесто викајте ме во Бидис. да, не апсолутно. Да го убедиме, да почне да Не, не, размислува да го градоначалник. убедам, сепак со изнесените ставови си имам своји зацртани цели, така да тука е лево десно и рече Нема и да отстапување, сгрешам, од свативме, тоа не ќе се отстапувам. поправам, ама продолжувам јас онака како што е зацртана визијата и она. Тоа ме радува што си вака тврдоглав во својот пат. Одлучен, ете така, и веруваш во тоа што како цел го поставуваш, а впрочем така треба и сите да се унесуваме, да поставиме одредена цел и да грабиме за таа цел за кој што впрочем нели и живееме. Колешке, јас толку од моја страна. И мене ми останува да се заблагодарам на градоначалникот што одвои време да биде дел од подкастот на Биди свој. Јас се надевам дека на Струмичани го доближивме Костадин Костадинов малце во подруго светло, да видат што сака, што прави,
каков карактер е? Кажи, сакаш да кажеш Да, уште нешто. многу Не ми работи дава научи. одјава. Искрено ти кажам. Не сум знаел дека си кампер, не сум знаел дека сакаш бобарник, не сум знаел дека пее. дека пееш. Како и Дека секој сакат да му... нормален. Добро, ама перцепцијата е, знаете, за вас политичарите е друга, дека вие сте вака... Бе, јас мислам од ако питаш некој струмичанец, перцепцијата за Костадин Костадинов е дека е обичен човек. Стварно. Дури у Ангелци знаат дека си обичен. Па јас сум баба од Ангелци по дедо од двориште. И мојата ќерка сега доаѓа. Тоа сум јас. Јас сум свој. Јас така сум пораснал, јас така функционирам, така живеам и таков и ќе си умрам еден ден. Тој сум јас. Обичен човек. Сакам бобарник, сакам да седнам у кафич, сакам да седнам у кафана, сакам да одам да кампувам, сакам да возам мотор, сакам да се дружам. Зошто не трча градоначалникот, а вози мотор? А, Зошто нема некое друго хоби? Ти мери си га врташ водичката на кај тебе. Некој мене малце... Па добро мери ти, оти не возиш мотор, оти трчиш. Немам толку баш да купам сега мотор, ама и големи се те не можам да ги возам, а партнерот ми е постојано во а странство. знаеш што е договорот овде? Не знам. Од првиот подкаст со моторџиите, парите што ги добивам од Биди свој, си ги чувам и ќе купам мотор. Добро дојден си ќе возиме Па заедно. нема уште собрано пари. Немам собрано. Уште има Дај да само се- за првиот. За првото Првото тркало. тркало. Градоначалник, јас ти благодарам што беше дел од овој подкаст. Се надам дека бевме пријатни домакини, можеби малку и непријатни во прашањата, за приватниот живот, но сакавме едноставно да го приближиме Костадин Костадинов како обичен човек пред струмичани, бидејќи сепак сте татко на сите струмичани. Благодарам на поканата, мене ми беше чест што имав и можност пред вас, а преку вас и до граѓанството, благодарности на дечките од EU House во Струмица, да се представам на страна од тие политички емисии, тоа што сакам да јадам, со кого сакам да го споделувам в слободното време толку колку што го имам. И тоа е начинот на кој што треба да се ја градиме Струмица. Благодарам од се срце, ви стојам на располагање во секое време да ме викнете. Можеби до тогаш ќе ви се смени омилената храна. Можеби до тогаш нема да бидете почнам да трчам. соло, ќе Нема да биде бидете... сам. Може Може ќе ќе почнам почне да трчам. Ќе ми Да, биде да, да. колега по трчање, па ќе си имаме повеќе за дискусија, Па така. ќе го земеме Иван и во трчање ќе си Не, направиме. јас сум прво мотор. Не, он прво мотор ќе си ќе не гледа од страна. Благодарност уште еднаш, Благодарам. благодарност почитувани што не следевте во овој подкаст со првиот човек на Струмица, Костадин Костадинов, не како градоначалник, туку како обичен човек.